Голем број на ученици од основните и средните училишта од Битола заедно со децата од Заводот за рехабилитација на Говор, слух и глас Кочо Рацин и Лајонс клубот Кабадаја од Битола. Денеска со традиционалното дефиле низ Широксока го одбележаа меѓународниот ден на лицата со инвалидитет. Со пуштање балони во шарени бои, децата денеска порачаа дека лицата со посебни потреби треба да се прифатат како рамноправни членови на заедницата, со сите граѓански права и човекови слободи. Не треба да имаме само еден ден во годината на кој што ќе обрнуваме внимание на ваквите ситуации, на ваквите состојби и на ваквите појави. Напротив, многу повеќе денови во годината, односно сите денови во годината треба да бидат посветени на целокупната заедница која што во тој начин би подразбирала всушност интегрираност во општеството. Токму затоа како градоначалник во следниот период ќе се залагам во сите форми, значи и како институција општината да дава поголем придонес, меѓутоа и самите образовни институции повеќе да бидат функционално поврзани помеѓу себе, за да на тој начин всушност суштински ги поместиме работите во позитивна насока за оваа проблематика. 8 година поред Лајонс клубот Кабадаја од Битола во соработка со Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор, глас и други проблеми во развојот Кочо Рацин го организираат овој настан. Едната група тргна од офицерски, другата група тргна од Саткулата, каде што се споивме пред Епинал на главната улица. Секоја година ни е обележје, тоа е символизација круг, каде што ги испуштаме балоните во воздух. Значи балони во шарени бои, дека сме сите, значи колку и да сме шарени, сите сме еднакви. Во Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор, глас и други проблеми во развојот Кочо Рацин од Битола. Моментално има 70 ученици со посебни потреби од Битола, регионот и цела Македонија. 3 декември е меѓународен ден на лицата со инвалидност, ден кој што ние го одбележуваме, не го славиме, ден кога ние правиме ретроспектива година наназад што имаме направено, значи за овие наши ученици. Ова година ние можеме слободно да се пофалиме бидејќи наредните неколку дена ќе отвориме сензорна соба, значи долго посакувана соба која што е битна за рехабилитација за потребите на нашите ученици. Значи, цела година се трудевме максимално да ги интегрираме и да ги социализираме во сите активности што се случуваат во општеството. Меѓународниот ден на лицата со попреченост, Заводот Кочо Рацин од Битола го одбележува заедно со своите гости од Јагодина, Србија, кои за одбележувањето на овој ден одиграа представа изведена од деца со аутизам.